Откако дел од жителите на општина Газибаба реагираа до редакцијата на Прва Скопска за проблемот со хаварисаните возила, кои ги узурпираат јавните површини, информативната редакција излезе на терен со цел да им излезе во пресрет на граѓаните. Одговор за проблемот со хаварисаните возила побаравме и од градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, кој потврди дека општинските служби интензивно ќе работат на решавање на овој проблем. За да се надмине проблемот со хаварисаните возила кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба, започнуваме со акција за нивна дислокација. Прво од населеното место Железара, Автокоманда и Кераминица, каде што веќе граѓаните на своите возила кои што долго време се наоѓаат на узурпираните сообраќајни места се залепени на лепници, кои што ќе треба во законскиот рок од 8 дена да ги останат. Во тој случај општината заедно со градските служби и се ќе дислоцираме. Општина Газибаба денеска информираше дека започнала со акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини. Како што информираат оттаму, општинскиот инспекторат акцијата ја започнал од населбата Автокоманда, населено место од каде што пристигнаа најголем број на поплаки од граѓаните кои бараат да се дислоцираат хаварисаните возила. Граѓаните кои имаат свое возило, кое не е во возна состојба на јавните паркинзи, ќе имаат рок од 15 дена да го дислоцираат, а ќе бидат и означени со посебни налепници. Доколку и понатаму возилата не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки и отстранувањето на возилото ќе биде на трошок на сопствениците, велат од општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски е оптимист дека оваа акција успешно ќе се спроведе и дека граѓаните ќе соработуваат бидејќи дел од оние кои веќе добиле опомена, сами ги отстраниле возилата. Првата фаза покрај Автокоманда ќе ги опфати и населбите Железара и Керамидница, а втората населбите Триангла, Хиподром и Ченто. Целта на оваа акција е да се ослободат узурпираните паркинг места од хаварисани возила, кои загрозуваат безбедноста во сообраќајот, велосипедистите, пешаците, а воедно и животната средина.